Околу 240 километри пат од Скопје до Солун македонските граѓани често го поменуваат. Најголемиот дел од нив ги асоцира на шопинг во морскиот град или на одмор на грчките плажи. Политичарите па ги асоцира на проблемот за името. Официјална Атина тврди дека името на автопатот потикнува иридентизам и го проблематизира барањето на решение за спорот со името. Минатиот век овој автопат се викаше Братство и единство. Од 2008 година е преименуван во Александар Македонски. Сега 19 табли се менуваат со новото име пријателство, потек кој се очекува да ги зближи односите меѓу Атина и Скопје. Таблата сепак не ја гледа и толку многу грчки граѓани. И тие доаѓаат во Македонија, но најчесто блиску до границата, да ги користат поевтините македонски услуги и да потрошат некој евро во гевгелиските коцкарници. А периодов Солунчани се чини и се внимателни за трошењето на еврата. По кризата паднаа платите, цените се зголемија, па тоа е речиси неизбежен дел од разговорот со локалните колеги новинари. Филио Стангос е извршен директор на солунските јавни медиуми. Новинар со искуство, особено за прашањето за спорот за името. Медиумот во кој работи се наоѓа веднаш до белата солунска кула и до местото на кое кон крајот на јануари се одржа протестот со пораката Македонија е Грчка. Разговорот за протестот и не може да се избегне, па Стангос објаснува за различниот пристап на тамошните медиуми кон него. On one side you have the media, let's call them more responsible media, that have followed the issue and remember that the position of the Greek government for the last 10-15 years has been in favor of a mixed, a composite name. And you have also the media that are more prone to caressing their public, and they are more nationalistic in the sense that they do not accept the composite name. Стангос сега гледа нов импулс во разговорите, но посочува и дека за тоа грчката јавност не е доволно информирана. За разлика од аналитичарите со кои што разговаравме тука и кои имаат позитивни очекувања околу можноста спорот за разликите за името да се реши во скоро време, солунчани се чини имаат поцврсти ставови во однос на ова прашање. Во неработниот ден во ветровитиот и облачен Солун шеталиштето покрај морето е попразно од вообичаеното. Солунчани расположени да зборуваат за името, но повеќето од нив децидни. Македонија е Грчка. Κανένας μέχρι τώρα δεν... Δηλαδή αφήσαμε τους Σκοπιανούς, που είναι Σλάβοι, της καταγωγής, έχουν έρθει ας πούμε τον 10ο αιώνα μετά Χριστού, να διεκδικήσουν την Μακεδονία και την εθνική καταγωγή των Μακεδόνων εδώ πέρα. Και τώρα θέλουμε να αλλάξουμε το αεροδρόμιο, να αλλάξει το Μακεδονία, συγγνώμη. Δηλαδή, τι να πω, καμιά φορά μου καίει το μυαλό. Θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να μπούμε σε διαπραγματεύσεις, ότι καθαρά το όνομα είναι δικό μας, ότι είναι απαράδεκτη πολιτική. Είναι σκευωρία που γίνεται όλο αυτό για το όνομα. Κάτι κρύβει από πίσω σίγουρα. Αυτά. Како и во многу земји, тука прашањата од надворешната политика се користат за домашна употреба, за да се манипулира јавното мислење, коментира нашиот следен соговорник Милитијадис Саријанидис, професор по меѓународни студии на Правниот факултет во Солун. We have two governments that are not in a very powerful position in the domestic politics. What I'm saying is that they are forming coalitions. So there is a coalition in Athens and there is a coalition in Skopje. The question is whether these coalitions can stand an agreement. And in my opinion, they both have problems. And they both play, you know, the chicken game. They use a referendum or they use protestations and demonstrations of the people as a pretext in order to harden or easier their stance in the negotiations. Владата на грчкиот премиер Алексис Ципрас е коалициона и е заедно со партијата со сосема спротивставена идеологија и позиција, независни грци. Во една од подалечните населби на Солун се сретнавме со Димитрис Мадрас, пратеник во грчкиот парламент од Сириза. Од една страна тој вели дека е оптимист дека проблемот за името може да се реши, но од друга страна нагласува нема решение без ерга омнес, ниту пак без идентитетските прашања.
нешто што за македонската влада е неприфатливо. About erga omnes. If they really believe in peace and if they don't have anything behind their mind, they have to accept the erga omnes in this context. Else, many questions will be raised about a viable solution. И додека Мардас изгледа како да нема доверба во македонската страна, некои грчки граѓани нема доверба и во нив, во политичарите. Τι να σου πω τώρα, οι πολιτικοί τα έχουν πουλήσει όλα, να πούμε, φίλε μου. Ξέρω εγώ, αυτοί έχουν φάει, έχουν σκάσει τώρα, οπότε παίζουν και εκβιασμοί, να πούμε. Κοιτάξτε, το θέμα εντάξει, είναι ξεκάθαρα πολιτικό, είναι ευρύτερο, είναι γεωστρατηγικό. Εντάξει, δεν είναι μόνο θέμα ονόματος, είναι και άλλα. Είναι και κάποια λυτρωτικά πράγματα που υπάρχουν, είναι καθαρά νομικά ζητήματα, εσωτερική συνταγματική τάξη του διπλανού κράτους. Εντάξει, αισιόδοξος δεν είμαι, αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να λυθεί. Είναι και μια κατάσταση, κάπως πρέπει να λυθεί. Θεωρώ ότι σαν Έλληνες θα πρέπει να κρατήσουμε αυτό το πράγμα για μας. Ακόμη και αν όλος ο κόσμος τους λένε Μακεδονία, εμείς οι Έλληνες θα πρέπει να τους λέμε κάπως αλλιώς. Ελπίζω να υπάρξει λύση, αλλά το βλέπω δύσκολο. Солун го напуштаме повторно со разговор за следните протести што се најавуваат на социјалните мрежи, но и со впечатокот на дел од нашите соговорници дека нивната посетеност била, како што велат, далеку помало од онаа во 90-тите.